самен наод од римско време во село Глуво. Во дворот на приватна куќа најден е фрагмент од надгробна плоча употребен како стожер, со латински надпис и фриз, донесен од местото Штитиње. Денес се наоѓа во музеот на град Скопје. Со изведувањето на земјоделските работи, на повеќе места се уништени гробни конструкции. Шуто Оризари. Шуто Оризари е единствена ромска општина во светот во која ромите имаат свој градоначалник и можат да ги остваруваат своите национални права. Шуто Оризари почна да се развива по катастрофалниот земјотрес од 1963-та. По обновата на Скопје и неговата околина на местото на денешната населба започнува да се населува претежно ромското население. Денеска Шуто Оризари е едно од периферијата на денешното Скопје. Со постепено обликување на населбата, општината Шуто Оризари почнува да добива изглед на урбанизирано приградско соседство. Со тек на времето, оваа населба се здобива со своји административни и културни институции. Во 1996-та, Шуто Оризари заедно со двете села околу него, Горно и Долно Оризари, формираат самостојна административна единица, општината Шуто Оризари. Во оваа општина има две основни училишта. Едното од нив се вика Браќа Рамис и Хамид, каде учениците, освен што учат на македонски јазик, имаат предмет ромски јазик. Другото училиште е 26 јули, каде се учи на албански јазик. Во општината има и амбуланта каде се лекуваат скоро сите жители од Шуто Оризари, но и од околните села Бразда, Кучевиште, Побожје и така натаму. Има и народна кујна каде посиромашните жители на општината се зачленети и земаат храна од понеделник до петок. Vечно che